кој ги прашува граѓаните за идните планови на властите за решенија за третманот на зависници. Идејата на Министерството за здравство за цепкање на зависниците по неколку општини, за метадонската терапија да ја земаат во поликлиники каде има и детски оделенија, наидува на отпор кај скопјани. Па веќе преку социјалните мрежи се организираат нови протести со цел да не се оствари планот на здравствените власти. Жителите на аеродром уште утре ќе излезат на улица за да го искажат својот револт против намерата и во болницата Јане Сандански да има пункт за зависници. Во меѓувреме, граѓаните од Киселавода по неколку месечните барања центарот да се дислоцира. Денеска решија да молчат поради најавите за протест на аеродромци. Тие не сакаа да говорат пред камерата на Алфа, но заднеа велат оти се додека центарот е лоциран во нивната општина. Бунтот ќе продолжи. Најновиот план на здравствените власти за решение за проблемот со центарот за зависници во Киселавода не вклучува дислокација на објектот, туку само намалување на бројот на пациенти што повторно ќе доаѓаат тука за да ја земат својата метадонска терапија. Јавното говорење за долгогодишниот проблем на граѓаните од Киселавода барем ги принуди локалните власти поредовно да го чистат центарот и паркот околу него. Па денеска, за разлика од вообичаено, освен обвивки од игли и шишенца диазепам под дрвјата и во тревата, објективот на Алфа не улови искористени шприцови со игли и ѓубре низ дворот кај центарот. Министерот за здравство Филипч по првичните протести во Киселавода најави дислокација во Газибаба, а откако граѓаните на оваа општина се побунија, планот центарот да се смести во поранишната менза на фабриката Металски завод Тито преку ноќ падна во вода. Сега, здравствените власти одлучија од септември да спроведат дисперзија на зависниците низ повеќе здравствени установи. И тоа во поликлиниките Јане Сандански, во населбата Чинто, Бардовци и во градската општа болница 8 септември во Карпош.